Во изминативе 3,5 години вложувавме во тоа да ја направиме војничката професија атрактивна. Успеавме на два начини тоа да го постигнеме. Едниот со зголемување на приходите на сите припадници на армијата, зголемување на платите, но и зголемување на надоместоците. И се разбира со нашето членство во НАТО, кое ги зголеми шансите за секој офицер или војник да учествува во НАТО операции, да гради кариера како НАТО офицер или војник и слично. Меѓутоа, знаевме дека тоа не е доволно. И затоа, ако во претходните 3,5 години првиот фокус и првите резултати се гледаа во инвестирање во секојдневната опрема, како што се униформи, беретки, чизми, спортска опрема за припадниците на армијата, знаевме дека мора да го заокружиме тоа се и со инвестиции на работното место. Кога заминувате на работа, не е сеедно во какви услови работите. Земете предвид дека армијата во принцип е сместена во објекти кои што датираат и се постари од 50 години. И за жал многу малку инвестиции биле вложени за да се подобрат условите за работа. Откако го завршивме и заокруживме новиот реконструиран објект во Куманово, овдека објектот на армиските ренџери е вториот целосно заокружен и реновиран армиски објект, кој што подразбираше целосна реконструкција на оваа зграда, реконструкција која што се случува по 50 години неизино користење и кој што опфати цели 4000 квадратни метри. Овој објект и во минатото и од денес ќе го користат армиските ренџери, една од нашите елитни единици, и покажуваме дека и со инвестиции во физичката инфраструктура сакаме да ја направиме армијата посакуван работодавач. Во изминатиот период многумина знаеа да искористат и армијата, и специјалните единици, и ренџерите, само како дел од политичките дискусии. Ние избравме помалку да зборуваме, а повеќе да се работуваме. И затоа денеска можеме да кажеме дека овој нов објект на ренџерите ќе биде наша инвестиција во оваа важна армиска единица, на начин на кој што инвестиравме во тоа да земаат поголеми плати, да имаат подобра опрема, да имаат подобри услови за работа и да можат подобро да служат на својата најважна мисија, а тоа е одбрана и безбедност на својата татковина. Овој објект е еден од трите кои што во моментов до овој момент се реновираше токму во касарната Илинден. Јас очекувам дека во следните 10 дена ќе го ставиме во употреба и вториот објект, во кој што ќе бидат сместени гардата и логистичката единица. Реконструкцијата трае во третиот објект во Илинден. Ја продолжуваме реконструкцијата и овој реконструкцијски зафат во речиси сите касарни низ државата. Следни како цел ќе ни бидат касарните во Штип, во Велес, одредени реконструкции во Кичево и во Тетово ги планираме, со цел, буквално со парите на македонските граѓани, да обезбедуваме подобри услови за нашата армија. И сметаме дека на таков начин ќе покажеме дека членството во НАТО не е само шанса и безбедност плюс за државата, не е само одговорност, туку е голем плюс во работењето и условите за живот и работа на сите припадници.